Народе, ако го доисплакавте Бујер Османи, што ете ако не земал еден месец плата, ќе морал да се задолжува, ако веќе не остана солза за вас, да си поплачете за се друго што се случува во државата, сега ќе имате прилика, затоа што темите што ќе ги начнеме во оваа емисија со мојата гостинка, ќе бидат од таа природа, не е поврзани толку со политика, но и тоа како значени, затоа што се однесуваат на нашето живење, поточно на образованието, нашите деца во образованието. Ќе позборуваме голем дел од емисијата и за сексуалното образование, за малограѓанштината, во однос на сексуалната култура, како ние македонците, дали воопшто го разбираме сексот како еден феномен и дали имаме здрав однос кон тие работи. Почнуваме набрзо со мојата гостинка, која што ќе ја најавам во лизгачки старт на М телевизија. Јас сум Сашо Тесевски, се гледаме. Мојата вечерашна гостинка е она јаготката на шлагот на тортата. Феноменален професор, ако не се лути, родово ќе се изјаснам, феноменална професорка, тука може трпи тоа родовото разликување да го употребиме, феноменална професорка, феноменален педагог, долгогодишен, искусен. И не само тоа, таа е и водителка, таа е и колумнист, а одскоро и писателка. Вечерва имам чест да ја представам мојата гостинка, професорката по македонски јазик во Корчагин, средното училиште, Тања Алексич. Добро вечер, Тања, баш ми е драго што си мој гостин. И мене. Како ме најуваш, имам чувство дека сум нека стендап комедија и сега ќе се насмееме на она писателка. Да. Далеко од писателка Тасевски. Добро, јас сметам дека имаш талент да јас туку што ти кажав дека сега може би е време да напишеш нова книга. Никако тоа не се ни обидувам. Момо Капар на времето имаше многу интересно како да почнеш да пишеш книги и меѓу другото и за себе кажа, значи кој е, знаеме сите како гениален се во пишувањето, велиш не знам дали да почнам, дали воопшто вреди да се почне да се пишува книга кога толку многу автори и книги и писатели ќе ти поминат низ глава, па ти се мешаат. Така мене ми се мешаат и твоите книги, и книгите на македонските автори, на светските автори, и не смем од нив, срам ми е. Имам стравопочит кон авторите кои сум ги читала за да се обидам такво нешто. Не треба да имаш толку стравопочит. Исто слично нешто и Ниче има кажано, во една прилика рекол, вика, јас престанав одамна да читам книги и прашањето било зошто престана, вика, за да направам место за да можам сам да ги да пишувам книги. Оти ако ова ти што го кажа, тоа е Капар што го кажал, дека ако читаш премногу и пишуваш, можеби тука ќе се мешаат многу влијанија, што им не треба да биде тоа нешто страшно лошо, најте слично мислење имали и Ниче. Тања, прво ќе кажам една работа, ти си родена во Скопје. Така е. Далечната... Не кажуваме година, битно е дека си неверојатна преубава жена на таа возраст на која што си, сите може да ти позавидат за тоа, но има една интересна работа за тебе, затоа што го знам и твојот брат, ти си имаш српско потекло по татко, така? Така е. Но со тебе е интересно тоа што ти си заколната, онака што се вика баш македонка по убедување, да. Македонисти по професија, професорка по македонски, но интересно е тоа што ти си баш онака македонка се осеќаш и од секогаш си се чувствувала, така да кажем, македонка. Како тоа е да кажеме за разлика од брат ти некако си се нашла поинаку со овој народ, си се почувствувала баш дека си дел од овој народ, а не дел од народот нашите соседи, нели го? Да. Па бидејќи се знаете, таму сте комши на Алжирска со бата и често комуницирате и затоа веројатно ти дошло тоа како интересна приказна.
Ние сме родени, обајците, брат ми сме родени тука, меѓутоа брат ми еден добар дел од неговото основно образование, па и гимназија, 2 години беше во Орце Николов српска паралелка, потоа продолжи во Сокобанската гимназија. И некако условно кога си повеќе живееш таму и зборуваш српски, сите тие работи да се чувствуваш веројатно како што се чувства самиот брат ми, јас сум србин. Ти будиш што хочеш. Мислам имавме татко еден кој беше навистина онака, како сум влюбен во мајка ми македонка и секогаш не воспитуваше да бидеме добри луѓе, постојат два вида, две раси, добри и лоши луѓе, благородни и ништожници луѓе. Мисля, ако имаш така родители кои те воспитуваат со љубов, не може во тебе да се разгори некое поинакво чувство, освен тоа природно и спонтано. Одиш во македонска паралелка 29 ноември, некогаш, сега војдан. Одиш во Орце Николов македонска паралелка со моите другарки од Значи не сакаше во српска паралелка. Не. Маж ми беше во српска паралелка, јас си бев во македонска баш да го усовршам јазикот и се уште грешам и постојано имам ке излезе некој србизам на толку прочитани книги и комуникација во секојдневието на српски јазик. Ке отидам месец дена во Белар, кога ќе се вратам, едва си ја враќам дикцијата на македонски и секогаш се извинувам и ми е непријатно и заради тоа, нели? Меѓутоа, во суштина, важно е човек да се чувства таму каде што живее. Ако ја веќе ја газам оваа земја, да не речам ја плукам оваа земја, нели, фрлаш отпад на оваа земја, ајде не морам да кажам дека ја сакаме, дека не гуваме, дека чуваме. Ти имаш една одговорност, имаш едно буквално еден третман да се чувствуваш како државјани на таа земја, нели, државјани на Македонија и јазикот да го зборуваш македонски, без оглед што си по националност, дали си србин, дали си турчин, ром, Бошњак. Србин, бошњак, да не набројам. Официјално од секојаш сум била македонски јазик, да се сочува тој македонски јазик. И нели таа ние сакаме секогаш во некоја пежоративна форма македонштината, но зошто да не? Значи да се зборува еден единствен македонски јазик. Значи она, извини што те прекинувам, значи она ич во презимето што си го наследила и од таткот и од машти, сега новиот, но не сегашното твое презиме, од таткот е Голубович, така, Алексиш, сега си Алексиш, да. Значи тоа не те спречило ти да си толку заколнат бранител, така да кажам, апологет на македонскиот јазик. Па добро, и таа одбрана е исто природно. Ако предаваш, ако си наставник по македонски јазик, тоа е твојата морална одговорност. Значи етички, професионално и секако треба да се брани. Меѓутоа, како човек, многу често ми било криво за историјата на македонскиот народ, за Голготата и за јазичната Голгота која сме поменувале од 9 век од словенската писменост, па ќе пукнам од мака кога гледам дека повторно преживуваме, постојано некои повампирени фашистони духови од минатото нешто не растегнуваат политички и мене ми е криво, затоа што верувам во духот, во убавината на македонскиот народ. Тања, дали македонскиот јазик е автентичен, самостоен? Автентичен, самостоен, паралелно рецензија има со бугарскиот, со српскиот, со сите оние старословенски јазици без оглед дали се нели западни. Признат во Обединетите нации, признат уште од кога така. Значи по автентичен јазик нема. Ние сме значи во истиот период со иста генеза со бугарскиот јазик, меѓутоа посебна варијанта, посебна рецензија, посебна варијанта на старословенски јазик и македонскиот јазик, без оглед што сме сите во јужнословенските јазици, патем сме најблиску во јазичниот сојуз во центарот на македонскиот јазик. Српскиот, бугарскиот се по периферни. Охридска школа, да не ја спомнам, ајде да не ме влечеш за јазик догме кој ќе го пуштам. Значи, Охридска книжевна школа не случајно се вика Охридска книжевна школа и не случајно првиот универзитет кој не постоеле ни Кембридж, ни Оксфорд, ни... Да, и Чуповски, неговата во Санкт Петербург, мислам, македонска дружина, како се викала, значи тоа македонски Мисирков, да не го спомнам, и таа за македонските работи. Москва, и зборникот кој ќе го отпечатат. Се тоа артефакти кои не може никој да не ги оспори. Тогаш, како ме интересира емотивно кај вас македонистите, професорите, даскалите по македонски јазик, како делуваше овој би рекол дивјачки атак последниве 6 години од Бугарија, подпомогнат од домашната квислиншка власт, што го направија кон македонскиот јазик, кон оспорувањето на македонскиот идентитет. Ме интересира како кај вас македонистите, вклучувајќи во вас даскалите и они кои што работат у Институтот за македонски јазик,
емотивно како го доживеав тебе психолошки тој атак? Па непријатно во секој случај. Секој се бори со своите расположиви средства. Повисоките институции, МАНУ и членовите на академијата го имаат тоа право да се борат институционално, ние останатите во училница. Како на пример тоа во училница? Како на пример во во тој период кога најсилни беа атаците од Бугарија со оспорувањето на македонскиот јазик, како вие поединечно го правевте тоа во училница? Од тебе поаѓа. Ете така им предаваш со љубов, им велиш за делата, знам, често пати знаат да кажат дека им здодевно читаат нешто на македонски јазик или нешто, или ќе се восхитат да речеме нека дело на Пушкин и ти тогаш знаеш да ги анимираш да кажеш лесно било на Александар Сергеевич Пушкин, роден во царско село, роден во богато семејство, да пишува без никаква цензура. Лесно било на Толстој да пишува епски романи, затоа што било од грофовско потекло, сина крв. Види ги нашиве. Пешки од куќе до куќе, да собираат рачно народни мотворби, па пешки до Москва, до Русија, во надежда дека Московската културна средина ќе даде кеш да се отпечати зборникот, еден непобитен артефакт, наша света Загреб, Библија. да кажем, да. И среќа, нели, Загреб, ете го спомна Јосип Јуреш Тросмер, ете различни и по јазик, нели, и по вера католик, кој ќе го подучи тогаш Константин Младенов да го отпечати зборникот на кирилично писмо, да го имаме тој зборник како непобитен артефакт за постојање на македонскиот народен јазик низ целата историја без оглед на цензурата и на долговековното робство и распрчувањето на Македонија. Кој им кажеше тоа е фраериште, нека напишал само 15 песни, ами читате му не пијан. Па кога ќе ги вметне сите тие од нашите македонски автори дела во една драмска секција, без оглед што сум аматери, што го правам тоа аматерски, но со љубов, па кога ќе почне да цитираат, ете го начинот како ќе ме приближиш љубовта кон македонските автори. Децата го цитира и Горан Стефановски, децата го цитираат и Венко Андоновски и многу други автори современи и некогашни ги учат и се повеќе и повеќе реагираат. И знаат често пати ја кажат дури сега ќе ми текне професорке, отпосле што значеше тоа за црнил или за црно семе што ни го кажувавте на час. Тоа е нашата љубов, ние препознаваат на час. Имам информации, тоа знам дека неколку пати генерации во Корчагин, твои ученици те прогласувале за најдобра професорка во училиштето, во средното училиште. Дали е тоа точно? Па мислам дека не е, тоа повеќе се митови. Сите сме ние најдобри во својата училница. Секој наставник, секој учител е добар. Од 35 деца, Сашо, 5 има сигурно, ајде 30 нека те почитуваат, нека те сакат, 5 мена сигурно има што нема да им бидеш по нешто допадлив. И така и треба. Не може апсолутно да си совршен во ништо, па ни во учителствувањето. Меѓутоа јас им ја чувствувам љубовта и почита и тоа е некако добро избалансирано. Се чувствувам како сакан учителка, само тоа можам да го кажам, затоа што јас ги сакам децата, они се мојот свет. Тоа е интеракција, веројатно. Да, тоа е една љубов и јас имам среќа да си ја работам професијата што сакам. Јас сум учителка од душа, јас сакав да бидам учителка. Студирав да бидам учителка, значи баш тоа сакав да бидам, ништо друго. Почна во Димитар Влахов. Да, Димитар Влахов ми е тие прва љубов. Тамо тие се на И баш сум емотивно врзана со влаховци. Сега бевме на овој хуманитарен базар во Георги Димитров за Леонид, па и тие имаа своја, нели, тезга, продававме производи, сите нешто правевме за да допринесеме, а мои влаховци средуваа ногти, фризури, па кога ги видов буквално се насолзив затоа што 17 години не е малку, таму се искалив како даскал. Тие деца ме научија дека ни треба сексуално образование. Деца од маргинализирани семејства, деца од дисфункционални семејства, напуштени од друга страна како, добри например, деца. Како, дојдеме се баш така до како те инспирира, така да кажам, дека за она што потоа следеше 2011 година, кога беше пионер во една работа во Македонија, беше автор и идеен творец на емисијата на македонска телевизија одеше Сексуална азбука. 2011 година. 2011 Сексуална азбука. Да, еве
ми го отвори второто прашање, но ајде, затоа што ти спомна, како те инспирираат твоите ученици од Димитар Влахов? Па ете, Дека рече дисфункционални семејства. со разговорите со нив и како класен раководител и како наставник ќе сватиш дека нешто им недостасува на децата на таа тема. Дека малку зборуваат со своите родители, многу од тие деца и нема родители, има деца кои се домски деца. Имавме случај да девојче едно да исчезне буквално од школа, да нема со месеци, па од полиција, па од пролеќе доаѓа инспекции да сватат дека веќе е навлечена на проституција. И тоа никој не го зборува, дека ни се случува нас. Кога почнав да зборам со докторите, колку често наши млади девојчиња одат на итно, на ургентно заради брутален секс во кој што не само што не уживале, туку не знаат ни зошто дошле во таква една позиција. Тоа никој не го кажува и некои работи навистина се провлекуваат така надвор од мрежите кои треба тие деца да ги вратат во еден разумен, здрав почеток на сексуален живот. Ми имаш спомната на времето дека еден од мотивите да ја осмислиш сексуална азбука како емисија било тоа и баш ова сега што го спомна огромниот процент на нелегални или на абортуси, не мора да се нелегални во Македонија меѓу младите, дека тоа било еден од Да, тогаш бевме први. Значи, буквално бевме први по малолетнички абортуси Македонија и тоа беше нешто фрапантно звоно за тревога. Зошто? Да се случи зошто децата толку рано први влегуваат во сексуални односи и доаѓа до тој момент на несакана бременост. Па тогаш почна или да се крева многу прашина, да се воведуваат некои алтернативни предлози, забрана на абортус, дека не е духовно, дека не е во ред, што исто е еден интелектуален абортус. Не велам ја дека абортусот е здрав и добар, тоа не смем ја да го кажам, тоа го кажуваат докторки, еве со Горжанова почнавме подкастите баш за сексуално здравје, меѓутоа секој абортус врши огромно негативно влијание врз младата девојка или жена, воопшто не е битна возраста, и тоа е нешто што треба да се спречи. Начинот за да се спречи е зборувањето со децата, не медиумски. Тие го ги гледаат нештата по медиумите, буквално ги туркаат пред време да влезат во сексуални односи и последица на тој инстант секс, без размислување, брзопотесен секс, може да се случи несакана бременост, која ниеден родител не би го посекал за своето дете, ниту наставник, ниту возрастен нормален човек не би бил мирен кога би слушнал таков податок дека сме први во малолетнички абортуси. Значи, звоното за тревога е одамна вклучено. Ако добро се сеќавам, затоа што сум ти бил гостин во таа емисија на македонска телевизија, Сексуална азбука, мислам дека бевме заедно ти бевме гости со Венко Андоновски, нашиот познат писател и феноменален професор, така, и ти беше и рецензент на твојата книга. Да, на една од моите книги, на Пепе Рутка. Ако добро се сеќавам, тие правеше таа емисија секогаш во консултации со група на психолози, лекари, сексолози, ако сакаш, доктор. Да. Значи имаше поддршка, значи не беше тоа направено онака речено импровизаторски, туку баш студиозно го имаше. Колку ти беше сетото од помош тие луѓе? Многу. Смел потфат беше. Импровизирав јас како водител уредник, бидејќи не сум тоа, нели учителката излезе од училница, благодарение на МТВ да направи еден медиумски проект. И тоа ни помалку, ни повеќе на тема сексуална азбука. Се што има префикс секс, веднаш е на таргет на табулистата. Предрасуди или флоскули и се тоа, знаеш како велат, ако водиш таква емисија, мора си многу сексуално искусна, што имаш толку знаење. Не можеш да им објасниш на луѓето дека тогаш би требало сексуални заработнички да бидат сексолози школувани, ако... Како тогаш ти гледаш на она што поранешната министерка за образование Царовска се обиде да внесе некое сексуално сеопфатно образование во основните училишта, во оние што се најниски оделенија. Четврто, мислам. Четврто оделение, кога децата се уште деца. Значи, како гледаше ти еве на тоа?
Со оглед на тоа дека сега самата кажа дека не премногу рано треба воопшто да им се не треба воопшто да им се збори на децата за секс, Па не за од страно сексуално. тело, од тук човек. На мало дете дома треба родителите му кажат. Мислам да му дојде некој професор непознат и му зборува, мислам дека ќе се збунат децата. Може би министерката имала добра намера. Секој министер кој ќе дое сака реформи. Значи ние сме постојано на општество силувано од реформи, од која знам јас уште кога бев гимназијалка од Орце Николов, сите Кина насочено, па ние воведовме насочено место да се учиме од примерите на другите, постојано реформи. И нели тие реформи некогаш не се баш така како што треба Некој да ги изгледа, замислил. како се замислени. Ако скандинавскиот систем смета дека таа реформа треба да биде таква, нели со на сеопфатно образование од нели четврто деление и оној предлог кој беше даден вкупно за основно образование, веќе проговориме за тоа, во наши услови, со нели помешани толку и религии, и различните нели национални идентитети. Значи ние сме едно богато Навики, менталитети, да, култура, културолошки, воспитување, се ќе се направи хаос и ти само кога ќе кажеш сеопфатно сексуално веќе почнува паника меѓу луѓето, мисля дека Бог знае кој ќе дое на детето нешто да му кажува. Прво и кој да зборува треба да е стручен. Јас сум за тоа категорична дека треба само и може доктор да зборува, освен професорите по биологија, она што го зборуваат во текот на наставната програма. Меѓутоа, ваква тема, суптилна, исклучително доктор, стручен, кој може на децата на еден приемчив начин да им објасни. Затоа што кога имавме еден караван научен низ Македонија со докторскиот тим, а ја бев модератор, професор доктор Викторија Вујович Гуржанова одговара, предава на децата, такви прашања добивавме да не можеш да одговориш, не само што не знаеш, туку не би се ни осмелила да одговориш, толку беа дискутабилни, дегутантни тие прашања од младата популација. Значи, тие веќе слушнале и виделе и гледат и знаат, затоа треба на време да им се каже дека сето тоа треба малку се крене рачна, да не се брза да се влезе во секс туку така, во сексуални односи како да е нешто небитно, туку треба многу внимателни да знаат се. Значи, тие работи однапред. Тоа се би требало некаде 8-9 оделение, после веќе доцна во гимназија, можеби, од стручен тим, а толку рано е, мислам, за нив збунувачки, како и терминологијата, родовата терминологија и се тоа, мислам, дека за деца, за нас возрастните збунувачки, па толку се направи јас со терминот родов јас, да луѓето помислат дека треба фактички дека треба да се изедначат машкиот и женскиот пол, што е небулотично, не може никогаш се изедначат, фала Богу, туку дека треба да имат исти права, исти услови машките и женските, нели, деца, девојчиња и момчиња подеднакво исто и со феминизмот. Значи, не се изедначуваме ние жените со мажите да работиме машка работа, туку треба да се изедначиме во процесот на институционално вработување, учинок на плата, така, не дека жениве, значи се направија што и мажите, машка, женска работа веќе нема. Но сепак процентуално немаме жени толку председатели, премиери, платите не ни се исти, сепак има некој. Сепак ова се уште е машки век. Машки свет. Така што уште треба да се зборува многу за таа терминологија, да се објасни тој пристап не треба да е нахален. Ако е нахален, ако без објаснување ете ти контра ефект. Создава отпор. Создава отпор и затоа аз спомнаме секс, веднаш те фаќаат, ја гледам по коментарите, аз кога зборам нешто, зборувам исто. Веднаш ќе скокнат нешто и мислам дека јас сакам сега нешто пак да промовирам. Напротив, јас сум баш тука малку и конзервативна во таа насока. Сметам дека не треба, пак ќе повторам, да се брза во тој пристап, туку постепено, етапно на децата да им се објаснува се, да им се објасни и за хомосексуалството. Нашите деца имаат отпор на најмала возраст кон хомосексуалството. Ги мешаат со педофилија. Значи, едноставно треба да се... Дури и таа разлика не ја прават. Не ја прават ни таа разлика, имаат буквално отпор и аверзија кон хомосексуалците, што исто така е Сега ова дали го зборуваш затоа што едно време беше удар по тие ЛГБТ невладини организации, па сега нешто се обидуваш да ги измиеш рацете или поточно објасни ми на што мислиш? Да. Имав еден, па како и ти, често се произнесуваме, да не речам нешто друго, па да ми правите бип на Facebook. По повод 2 февруари напишав една објава дека фактички 2 февруари е некој измислен, пародиран
датумите на овие простори, Македонија, Србија, Хрватска, југословенските простори, надвор од тоа, официјално меѓународен ден на хомосексуалството е 28 јуни, како беше, и пишував тоа дека е измислен, па пишав дека во светот се повеќе се признаваат геј браковите, дека се шири таа мрежа, па нешто знаев да се пошегувам на мој начин, нели? Шири заграда. И се најде на удар на ЛГБТ, па не ЛГБТ, туку една организација која ми напиша представка дека фактички дискриминаторски однос имам. Благодарение на син ми кој е правен, напишавме представка дека нема никакви дискриминаторски односи. Ја дури се извинив јавно, мене ми е непријатно кога некој го ќе навредам и кога некој се чувства дека јас сум го навредила и ги избришав и тие они се лутеа што имаше коментари, две чекат луѓето се закачат на таков коментар. Да, но тие кога тоа не треба, да, тоа сакам да кажам. Но тие кога плукаат по останатите, тогаш не ги како не ги администрираат коментарите што ги добиваат од своите истомисленици на нивните портали. Тогаш може тебе да те прават од ѓубре подоле. И тогаш тие не администрираат ништо, но бараат во исто време ако на твој ја објава има негативни коментари од други, бараат да се избришат. Ето е тој двоен морал со кој што се се соочува. Ме коментира нешто, ме прозва таму некој моја интервју што беше кај што пишувам дека во едно семејство се знае кој е маж и треба да се знае мажот каков е. Нели да удари од маса ако треба фигуративно, не да е тепач, да е нешто. И те нападна. Да, дека нели со све крва ми уште живеам, ме изрешета. Требаше јас да земам со тие потврдувам да видите што е навреда. Буквално со навредливи зборови. Знам, сум читал дел од тие коментари. Ама во ред, окей. А во суштина сам си го бараш кога пишуваш. А во суштина Тања Алексич нема ништо против сексуалните ориентации, но има против што? Против, одо што го сметам и како родител и како наставник, познавајќи го менталитетот, дека еден хомосексуален пар кој може да е буквално совршен, да се тоа благородни луѓе, воспитани и добро да се го воспитаат и чуваат детето кога ќе им тргне во школа, во градинка, веќе ќе биде етикетирано. Тука ја гледам себичноста. Значи, од тоа се плашам, стравувам. На наш ученик нос му искршија, затоа што некој се пошегувал, двајца момчиња на журка као нешто се бакнуваат, скриншот девојче, ученичка, објавено, детето, носот му беше искршен. Па треба предавање, треба едукација тогаш кога имаме такви ситуации. Дека не сме, значи нахалноста, физичкиот атак врз секоја различно суштество и да е трансродово суштество, не сме. Значи секој родител, секој воспитувач има должност да му објасни дека не сме никаков, ни вербална навреда, ништо. Тие луѓе постојат. Постоело како постоело човештвото, па само грчката митологија. Не случајно ги читаме митови за Минотаурот, за Пасифај, за општење, за зоофилија, за бестијалност, за Хермафродитот, спој на Хермес и Афродита, маж и жена, воедно. Па римјаните после нив, па тоа биле. И сето тоа не е ново, но начинот како ќе се канонизира во едно општество, како ќе се спроведе е многу битно. Значи, омраза никако не, а оно што го кажав суштински, стравувам за ако ние сме ваки нефункционални како држава, како институција, кој ќе биде тој што ќе одговара дека за тој хомосексуален пар, навистина стои хомосексуален пар, а не се педофилски пар. Далеку да е. Не знаеме, нели, не е теорија на заговор, ама се плаши, стравуваш. А со на секој педофил знаеме што е, што да има дома. Да, ама и нели тие се брана со нивни ставови дека ништо не прават лошо, само си го галат и си го сакаат детето. Марш бре. Да, немој се пак да не те нападнат. На српското, да. Ова, да. Да, добро, значи генерално работава е само дека никој нема ништо против нив, но дека нивната нападност при таа пропаганда, начинот, тоест идејата, целта да се протуркаат тие нивни агенди во основните училишта, сме апсолутно против тоа, да. Геј парадите исто не ми се допадливи за мој вкус, кога ми шетаат облечени полуголи со полови органи, што е екзибиционизм, што е исто настрано, зашто го гледаат тоа децата и прават лоша услуга на хомосексуалците интелектуалци, се срамат и самите се срамат од тоа. Има на одредени геј паради сквернавање на одредени овие така да кажем, библиски мотиви, религиски икони, религиски икони, да. Ова па ете ти конфликт.
црквата па ќе каже некој па и автоматски, црквата не е морална, хаос ќе се направи. Да. Значи полека, умерено, пара на таков начин, нека се излезе се каже, нека дадат некој предавање за хомосексуалството низ историјата, за големите хомосексуалци кои му оставиле на човештвото дела. Значи тоа треба да се зборува. Дека тие се луѓе како сите ние, ама си имаат своја интимна сексуална ориентација со која никого не оштетуваат, како што и не сите сквернуваат. ние си имаме одредена интимна сексуална ориентација. Значи никој поради тоа не ориентација, страда. Но никој не прави од тоа реклама со барабани. Но мислам дека тука сгрешивме, прерано влеговме во тие. Да. А кажи ми, колку македонците имаат двоен морал во однос на сексот? Па сите имаме двоен морал. Не може човек да каже, мисли се, ја и ти да почнеме да си кажуваме се што сакаме. Да бидеме искрени, па ќе се степаме на сред емисија. Не, човек треба да внимава што е етички оправдано, а што е невоспитано. Многу често ќе слушаш, јас сум искрен, јас можам се во очи да ти кажам. Не си искрен, ти си невоспитан. Значи не може да бидеме ние да кажуваме се. Секој има нешто што треба да го скрие. Има нешто што не може да го каже јавно. Меѓутоа двојниот морал од секогаш постоел. Ете го спомнавме црквата. Папата се извини за долговековната педофилија. И тоа е двоен морал. Двоен морал е кога ни е страв да излеземе на улица, по мене беше двоен морал на пленумот. Нели, пленумот, кога беше студентскиот пленум, и јас бев дел од студентскиот пленум, затоа што студентите се секогаш во право, и го поддржав пленумот, нели, бе во наставнички пленум, тогаш бевме сите вклучени во тоа. Сега, кога беше оној непристоен предлог, ги немаше пленумците, јас се наутив. Мислиш на францускиот? Во наводници предлог, кој што беше бугарски, усуштина. Значи, ако сме за нешто, треба и за друго да сме. Тоа е веќе двоен морал. Или беше апатија, или не беше разборно, или луѓето веќе не сакаат да излегуваат на улица. Значи, ако се бори за едно, бори се за друго. Значи, мораш за се, а не затоа што ако ти е сега веќе добиена работната позиција за благодарение на привилегии и позиции. Па ти сега ти е страв да кажеш нешто за да, нели, меѓутоа не замерувам јас тука. Јас тука сум кажала да не им замериш на луѓето затоа што има луѓе кои буквално лебот им зависи од тоа. Така што ние системот го направивме на двоен морал. Значи системот е таков. Податлив е за да не можеш да бидеш искрен и да го кажеш своето мислење во јавно затоа што се плашиш од реваншизам, се плашиш да не го изгубиш работното место или да не те разберат на крајот на криштата. Што мислиш, кому му одговара таа, како да наречам, порнографизација, ајде ќе измислам некоја моја кованица, порнографизација на општеството, тоа сексуализирање на жената као претворање во сексуален објект или објект на машката, нели? Па на порно индустријата или на овие што се Толку ли стана порно индустријата фактор во светов покрај толку многу агенди, социјални, политички елити, толку ли стана фактор да можеше да го наметне својот план на цел свет? Ај вака, пак преку литературата. Ти си исто читач. Факултет ФДО не се завршува без да не прочиташ брдо книги. Да, со 2-3 исто можеш да завршиш. Прочитај. Што викаш? Еве, Виктор Иго Клетници, Фантина. Да, добро. Значи, сети се на оној пасус кај што вели уценета, затоа што не може да го чува детето. Вели да ги продадам забите, убави бели заби, убавица, да продадам убавата коса. И на крај да го продадам телото, за да можам да издржам еден суров капиталистички систем. Проституирањето на Фантина, според Виктор Иго, е апсолутно оправдано. Не може да кренеме на неа глас и да ја обвиниме, затоа што незините услови била, незината наивност ја турка во проституција, затоа што влегува во односи со момче кој воопшто не ја почитува како девојка обична без благородничко потекло и страда. Значи, Виктор Иго во Клетници романот буквално обележува целата историја на француското општество на време на француска буржуарска револуција, кога почнува тој суров капитализам и почнуваат неморалите. Едно бедно општество беше поентата. Економски пропаднато општество го повлекува моралот. Ако економски пропаѓаме, и морално ќе пропаднеме. Ако гледаме тоа. И го гледаме тоа. Значи не можеш ти ако има гладен човек да му замериш ете на Жан Валжан со скршил излог за да украде леп да ги нахрани децата. Едното со другото се повлекува.
Меѓутоа, од денешен аспект во наши услови не мора проституција. Можеш да чистиш по дома. Можеш било што да работиш за да заработиш малку. Сега веќе проституцијата, особено пред апорт проституција е веќе нешто што е како да кажам, мода, тренд. Да не кажам, Затоа што има многу жени кои што не почнале да се проституираат затоа што немале леп да јадат. Туку што од чист, не знам како да кажам, и од беси, да има повеќе первертираност, некоја сексуална, да. И што е најтрагично, не знам дали ќе се сложиш, веќе жените немаат срам да признаат дека, па дури и во градов сум слушнал, немаат срам да признаат дека имаат спонзори. Па тоа е на што велам јас, не е тоа искреност веќе, тоа е буквално за мене невоспитаност. Погрешна информација се дава и ке младите, децата млади кои слушаат, па ајде да се сетиме што беше со клип после клипчето на Северина. Јосип Брос не излезе со клипче, сега да не кажам гимназија не е добро, меѓутоа имаше клипчено кој излезе во јавноста веднаш после клипчето на децата имитираат. Децата имитираат, значи нема те имитираат дома како лупиш пиперки, плавиш ајвар, туку ќе те имитираат во нешто што не треба. Значи се што ќе се пушти во етерот, детето ќе гледа да го направи тоа затоа што мисли дека така ќе биде во центар на внимание. И сега тие не земаат пример за некои домакинки, жени кои работат се, туку ќе земаат пример од тие што тебе не те земаат за пример. Добро, може ќе ме зема некој, на пример. Ама ја земаат Северина за пример. Па немам ништо против него. Немам ни јас. Северина, сакам да кажам после клипчето што се случи. Јас се плашам сега и после случајот со Кецмановиќ да не ни се случи. Значи, постојано стравам дека све што медиумски ќе се појави да не ни се случи нас, затоа што децата имитираат. Тие ништо нема друга работа освен да ни имитираат нас. Ако им дадеме погрешен пример, погрешниот пример ќе го прикажа. И тоа е таа мода. Не им е срам да кажа дека имаат некој кој се грижи за нив финансиски, дека имаат едноставно мене ми се случувало да ми се пожали девече, не сакам да дојде мајка ми на родителска затоа што ноктите не и се копа на нива. Па ако сум го подбрал девојчето да дојде мајката и да ги бакнам рацете што ти издржава копа по нива за да можеш да идеш у школа. Па да видиш како и беше полесна, па дојде мајката па ме гушна. Кога им даеш друг приот, може треба да се срами некој ако од нешто друго. Џабе ти тебе изсредени нокти, џабе ти џипови све ако си во душа нечестен и неморален. Да, така што децата се срамат од родители кои немаат гардероба, кои живеат некаде. Моите, пак ќе ги кажам влаховци, кога веќе отворим отворено, искрено, секој сум била класна на местар и знаеле ми кажат сладки деца, воспитани, убави, да ми кажат професорка кога им кажеме дека живееме стајковци или не знам, бегаат од нас. Викам дека бегаат, и треба да бегаат, не ви треба такви. Значи ми се жалеле дека заради финансиската мок девојчињата не ги есапат. Лажеме? Не. Така ли е? Така е. Гледаме се повеќе да се гледа кои ти се родители, што возат, што работат, каде живееш. За жал, толку ги отрувме децата со материјализам да ја мислам дека веќе е непоправливо, дека не можеме да се поправиме веќе. Се гледа низ призма на пари, вредиш оноку колку што имаш. Имаш пари, да. Мене ме гледат учениците по автобус. Мислиш дека не ме зборуваат? Што ме гледа дека се возам со автобус, што не паркирам некоја лимузина. Меѓутоа ја немам комплекс на пониска вредност, што сум веќе зрела, не возам 15 години. Едноставно нема да се фрустрирам, но помало суштеството како се фрустрира. Да. Децата на пубертет, кога е оној период на трансформација и физичка трансформација и духовна, децата многу тешко го прифаќаат тој модел на немање пари за да бидат брендирани од глава до петици. Сум бил сведок, јас исто и со моите деца во училиште, мада ова било надворно или од училиштето, кај што со ученици, значи буквално јас сум слушнал кај што било кажано на мојата најмала ќерка, значи не можеш да се дружиш со нас затоа што татко ти не ти купил ролери. Тоа мислам, значи тоа се случува, тоа е така да кажам булинг, тоа е неверојатно и во исто време мене ме фасцинира, скоро имав еден таков проблем, ама сега нема тој да го кажувам, исто во училиштето кај што учи мојата најмала ќерка, да професорите, наставниците се немоćни да преземат било што. Тие мислат дека ако ги им кажат на децата во училница ова треба, ова не треба да го правите, вака чини, вака не чини, дека тоа им влегло во глава и дека тие тоа истиот момент не сваќаат дека кога ќе напуштат училницата,
тие се веќе под влијание на се ова друго што го спомна и родителска грижа и социјални медиуми и цело она општество, нели така да кажам, оние вредности од западот што ги воспитуваат да бидат такви материјално ориентирани, максимално сурови, брутални и А што е најиронично, колку повеќе им повтораш тоа чисто како провев. Значи, колку повеќе им збораш на децата, веќе не те сваќа. Значи, тоа зборување не е добро. Значи, треба со дела. Со пример, децата да ги оставим да се научат да работат од најмала возраст, да се средуваат по дома, да фрлаат ѓубре. Вие деца имаат премногу време да седат на телефони, на компјутери и да гледат се и се што. Значи, мора да работат и да знаат дека може да имаш бредирана градрома за работија. Јас сеќам дедо ми Пежо возеше на Алжирска Гичев и ако ми требаше джепар, дојди спери ми го Пежото. Ја брат ми переме за да добиеме джепарлак, па ќе си заработиш за джепарлак нешто да направиш. Значи ние не се срамевме од работа, таква генерација бевме. Да, се веруваше пари за одмор, па ќе измислиш нешто, ќе црташ, ја цртав марами, ги продав за да имам пари. Се веруваше во онаа максима дека работата го создала човекот, така? Да. Дека не можеш да станеш човек ако сам не почнеш да заработуваш. Максим Горки работи, само работи. Да, и да. Тој работел на нива со саваните. Да, и фасцинантно е да се вратам, што баш скоро го правев тој муабет со една личност. Беше, како да кажам, збунета, шокирана, вика, како е, вика, ова возможно, вика, гледам, вика, возам кола, гледам и на улица проаѓаат коли покрај мене, вика, толку млади девојки на 20 години, вика, возат коли од 100.000 евра. Значи, тоа е фасцинантно. Па ретко кој да заработи, немаш да заработиш. Значи како ти ќе ги заработиш на... Значи еве од тие колку да може родител да и купи кола од 100.000 евра, ама останативе што? Значи и беше збунета, нели, оваа личност дека вика, нели, јасно е каде ова инсинуира, на што инсинуира сето тоа. Недостаток на емпатија. Значи еве пак е секој тргна од себе. Мене било непријатно, ке доцнам во школа, дедо ме вика дај со Пежото ќе донесам. Мене било срам да ме видат мене дека ме носи дедо ми со кола. Од мои соученици, ние сме имале во основно две ромчиња, Таирова Мерем и Таирова Селвија, братучетки, на кои јас редовно им носев облеки и храна, кај што живеа уште како дете одев. Значи, кога имаш чувство дека некој има помалку од тебе ти е непријатно пред тоа дете да покаже дека имаш повеќе. Не емпатија ти ако земеш, јадеш сендвич и некој гладен и ти побара и ти ќе му го дадеш. Тоа е хуманост. Да. Емпатија да знаеш дека е гладен пред да ти побара. Без да каже, значи, тоа децата треба да знаат да имаат чувство за другиот, чувство за различниот. Затоа нема да има омраза. Никој хомосексуалци, никој ништо, ако имаат чувство за неговата различност, знаат и да го сватат, да се стават во неговиот чевел. Нас ни треба предмет, освен сексуална интелигенција фактички е дел од емоционална интелигенција. Тоа е дел, нерасканливи дел. И нас ни треба предмет и етика. Морал и етика, тоа професорот Темков го збори 40 години назад, дека треба да се внесе во училиштето од најмала возраст морал и етика предмет. И бонтонот недостасува. Значи, децата веќе не ти стануваат во ученици, ај корчагиновци уште стануваат. Во автобус не ти стануваат, никаде. Да. Немаш она персирање, се ти е на ти. Значи, станавме невоспитана нација. Децата не знаевме да се ги воспитаме. 4 години, ова што беше со ковид, направи карамбол. Значи, ние сме буквално си ги осакативме децата. Не само што не читаат книги, не може да зборуваат, зашто не може една реченица до крај да ја изразат. Има проблем не читаат книги. Нешто единствено што може да го спаси и светот и сите нас е да се читаат книги. Децата не читаат книги, немаат време за книги, немаат трпение. Читаат електронски, тоа беше исто на претходното министерство, електронски книги, електронски учебници. Ние стартувавме со 34% дефицит книги, што е незаконски. Стартувавме без учебници, што не сме да се случи во една држава. Нема книги, јас сам во библиотека ми недостасуваат книги. Значи немам белетристика, ми недостасува за да можам, дете ми бара книга, немам. Го имате Живко Чинго, големата вода, немам. Душа ме боли кога немам да му дадам книга на дете кој сака да чита. Ако детето не чита, ако го пуштиш на компјутер да чита, на телефон, па само што излегуваат од страна ние флешови, звуци, тој не може да се концентрира. Децата изгубија моќна концентрација. Кога немаш моќна концентрација, на нешто да се концентрираш,
Тоа е метафора на успех. Баш кај тие се во преработена Скратена скратена верзија на интернет, тоа се само информации, мора голи информации. само да чита, да подвлекува, тој да ги доживува ситуациите ликовите, тој да поврзува сам, па да го интерпретира полека. И воопшто да научи техниката на постепено студиозно осознавање. Тоа е метафора на учење. Значи, постепено, не нагло. Ако нешто брзо, инстант добиеш кај информација, уште побрзо ќе ја заборавиш. Ја тргнам од себе, нешто на брзина, кога читам, као да не сум го читала никогаш, готово, излегува од меморија. А тоа е таа инстант култура во која што живееме, digest, преджвакана култура. Јас ке ти преджвакам, ти го давам преджвакано, за ти пак да го джвакаш. Никој веќе нема нерви да гледа представа 4 сата во театар, да чита, што знам, Достоевски книга од 500 страни или не знам кој да кажем од со време. Значи тоа е генерално Дури филм не може колку е интересен, еви Матрикс и некои такви интересни филмови, тие веќе нема трпение, затоа што постојано барат некој нов адреналин, некој нов предизвик. И таа зависност од сето тоа децата ги прави да сакаат на 16 години да возат, на 18 години да возат кола, да возат брзо. Значи се е тоа поврзано едно со друго. Колку се родителите, затоа што ти си од просветата, од образованието, доаѓаш во допир со родители, дали како класна која си била, дали ова, колку се родителите виновни за ова расчовечување на последните две генерации на деца во училиштата, да кажеме? Секако дека сме виновни како родители, јас сум родител. Значи, грешката своја родителска ја гледаш во детето после 18 години. Значи, кога ќе видиш после 18 години како детето се развило, тогаш можеш да видиш како си бил како родител, колку си вложи, затоа што знаеме сите првите 5-6 години се формира карактерот. Карактерот е многу посилен од интелектот. Меѓутоа, тука сме и ние воспитувачите. А зошто велам учителките од градинки од 1 до 5 се најбитни? Тоа треба да се господи учители. Учители кои ќе ги учат децата и на бонтони, на култура, не само на знаење. Знаење може да стиснат копче да добијат знаење од YouTube, од било кој мета пребарувач. Туку да им покажат на дело како треба да се однесуваш, како што треба, и во училници, надвор од училница. Не можеме едни без други. Ни ние не можеме без родителите, ниту родителите можат без нас наставниците. Тоа е една триада и која мора да биде поврзана. Значи, родителот има право секој време мене како учител да ме бара и да ми каже дека нешто добро не правам. Исто како што има право детето да ми каже, ученикот, професорке, брзам. Професорке, вака, не чиниш. Не чинам, поправете ме, кажете ми на време каде не чинам. Значи, ние не сме суетни. Значи, мораме да признаеме грешки, дека негде грешиме во предавањето во било што. И да дозволиме децата да не искритикуваат, но да не биде тоа невоспитана критика. Децата да бидат дрски, безобразни, туку да кажат точно, правилно тоа што не им се допаѓа на част. Исто и родителот има право, а не да дојде родител да ти се заканува или да фаќа врски да ти даде некој отказно решение, ти вика инспектор затоа што си ставила послаба оценка неочекувана за знаењето на неговото дете. Тоа дома децата што ви кажувате едно, тоа што во училница е друго. Значи ние можеме да сватиме дека децата имаат 2 лица, 3 лица, што е нормално во тој процес. И дека знаат и да измислат и да излажат. Не треба се да се фаќа здраво за готово. За готово дека значи мора како родител да види дека некаш дете од страв лаже. Еве прва опомена за тревога дека не си добар родител кога детето почва да лаже. Ако децата ве лажат, преиспитете се зошто ве лажат. Да те гледа во очи и да те лаже. Да те лаже затоа што ме е страф, од нешто се плаши. И тоа е најголем пораз за еден родител. Така е. Значи детето треба да е искрено да каже кога прави белја и кога ќе направи најголема белја на свет, треба да дојде до мене да каже нема поголем пријател од родител кој ќе му помогне за таа белја или било каква ситуација која направи. Колку би рекол помладите твои колеги, колешки, прашањево може би е малце така општо, но колку од твоите помлади колеги, колешки ја знаат трагичната приказна на оној поучна приказна за даскалите на оној професор во Крагуевац 1941 година кога застанува во редот за стрелање заедно со своите соученици, заедно со своите ученици, во кои што имало многу ромчиња и други срби кои што биле наредени пред стрелачкиот вод на германските СС трупи, кога администратори. Не, добро, тие немаат проблем да кажат дека биле окупатори, кога
еден го препознава од офицерите германски дека е тој професор во гимназијата и му вика: "Господине, вие сте професор, што барате тука?" И стапете од редот. И кога тој ја кажува најголемата лекција за даскалите што некогаш имам чуено, кој им рекол: "Пукајте, јас и сега држам час." И Десанка Максимович го во песна го превести. Кога, колку од, затоа што спомна учителите како треба да се постават даскалите, колку од помладите твои колеги ја знаат оваа приказна за професорот во Крагуевац? Верувам дека ја знаат и дека ја слушале, не можеме и помладите дрва и камења, они се на генерација која можеби има поинаков пристап, меѓутоа и тоа како си ја сакат и почитуваат работата. Затоа е битна историјата. Ја затоа се лутам, историја не сме се тргне од наставните предмети. Значи во програмата бришењето на историја е страшен атак врз културата, не е случајно мајка на народот, на знаењето, историјата. Ние учиме историјата не да се мразиме, туку напротив да ги видиме грешките. Да научиме од грешките, така е, затоа што кој би ја мразел сега Клаудија Шифер затоа што е германка од државата од кај што е Хитлер? Никој. Каква врска, да. Значи, не можеме да мразиме некој. Еве, јас сум по татко србинка, ај да се мразиме сега што јас сум била некош узурпатор по татко и по потекло на македонците, така? Па да имам грижа на совест, не мора да е директно. Значи, затоа се учи историја, за да се знае какви биле нештата и не треба да се заборави историјата. Може би човек робува на минатото во смисла на своето интимно минато не треба да му рабуваме. На нешто што ни се случило непријатно, па не треба толку. Меѓутоа не може ни тоа туку така да се заборави. Ние сега ги имаме вие коч тренези, мислите позитивно, бидете оптимисти. Тоа што ви се случило лошо нема, памтите го само доброто. Ма не може така. Не може човек како да не памти нека непријатност, како да ја заборави. Па има емоции, не може да се заборави. Така треба, нели, затоа треба да не правиме ситуации на непријатности. Значи, историјата не може да се испише, не може да се избрише, не може да се заташка, не може да ги тргнеме црнило и црно семе за да не навредиме некој таму од Егејска Македонија, Грк или не знам таму да го тргнеме Дервиши смрт на Меша Селимовиќ или тргнеме смртта на Смаил Ага Ченгиќ, судирот на муслиманите и православците или горски венец на негош кој што се судираат. Мостот на Дрина. Значи не можеме тоа или сега се трга со руска пропаганда Чајковски, Толстој, Гоголь, Чехов. Значи небулотични работи, мислам дека се повеќе глупоштината и будалаштината исплеја на површина, дека светот го владеат. Или сме ние не токму, може јас сум не токму, не знам шта кажа. Некој не е токму. Не, него едноставно одредени политички, јас како го гледам тоа, одредени политички елити дозволија лудилото да се официализира во светот, да на клучни места во државите во Западна Европа и Западниот свет да дојдат луѓе кои што едноставно, ај така да кажам, самите не се доволно умни и паметни за паметно да го водат, да раководат од своите функции. Затоа веројатно претпоставувам ни се случува и дека некој со намера ни ги поставил. Но за тоа потоа. Тања, твојата сексуална азбука емисијата, кај што беше автор, подоцна ја преточи во колумни, пишуваше колумни на порталот Човекот пред се. Така. За на крај минатата година, мислам, беше тоа, ако добро се сеќавам, тоа што беа колумни ги преточи во нов формат. Тоа е оваа книга, Сексуална азбука, еве која камера ја има книгава на Тања Алексич, професорката. Темно ни излезе печатот. Да, добро, ама окей, добро. Следното издание ќе биде бела со црвено да се гледа убаво. Тоа е оваа книга, Сексуална азбука, токму инспирирана од нејзината емисија од 2011 на македонска телевизија што одеше, исто со имениот наслов, така да кажа. Ти беше промотор Игор Џамбазов, така? Игор Џамбазов, професор Александар Прокопиев и професор Ана Мартиновска. Пред да кажам само дека ова не е моја идеја. Ни на крај на умот не ме било, нели,
да отпечатам книга и да пишам таму автор, она што го кажавме, не се доживам, иако ако може Аца Лукас, можам и јас. Него да го да. Завршувам, нели? Ако сакаш подпиши го тука Аца Лукас, нема проблем. Меѓутоа немав јас таква идеја, благодарение на госпоѓа Леда Стефановска од Adverbum, фактички нејзин издавач, значи книгава може да се најде во Adverbum, кој сака да се купи, и во литература МК. Оно што е убаво, мене што ми е драгоцено, што тука се сите професори, доктори, ве што ги набројав, и случајни мои познаници, пријатели кои знаеле на одредена буква да кажат нешто. Значи, ето таму го има и професор Исто Солунчев, доктор Маја Киријас, Татјана Гружанова, Софија Теодорија има со изјави, Александра Спировска, Ленин Јовановски со тетоважите на буквата Т. Тоа е убавото, што таму го има, дури тебе те цитирам таму некаде романот од позади, што би рекол Сашо Пасовски од позади, да. И цитати од оно што излегува од мене, од автори, од се. На еден релативно духовит начин, да не ти е непријатно кога читаш од А до Ш, па тогаш кога јас фактички застанав до буквата Р на македонска телевизија, се разболев и престанав. Тоа беше од објективни причини. Од објективни причини и вака ја продолжи. И благодарение на порталот Човекот пред се почна да се објавуваат колумните, а благодарение на Леда која ги читаше, тоа е на Трифун Костовски, така, на господинот Трифун Костовски, добро. Порталот, благодарение на неговиот тим. И еве сега имаме книга заедничка. Фактички ова е еден наш сексуален азбучник на сите нас. И таму пиша над 16 години, меѓутоа точно може да чита децата и да не им е незгодно. Таму се обработени термините од област на сексуалноста, меѓутоа пак ќе кажам на некој духовит начин, за да може да им биде, да не им биде незгодно кога чита таму за било кои термини, или оргазам, мастурбација, педофилија, се што има буквално оргазми, анален секс, буквално се опфатени термините кои јас ги вадев од сексуалниот лексикон на дедо ми од 62 година и црпев нели и од сексуална интелигенција, па и од жежок секс на Трейси Кокс, незината таа смисла за хумор, ја копирав, што значи ова не е моја оригинално дел, како кажам, ова е збир на текстови објавувани кои се интересни за читање. Викаш вака, на буквата Е. Ерогени зони. Површински области на кожата и слузницата хиперсензибилни на сексуални дразби. Само со еден допир може да манифестираат будење сексуален агон и готовност за сексуален чин. Една зона, еден допир, а двојни и бројни задоволства. Поради чувствителноста на женската кожа, машките вешти допири со прстите може со малку да направат многу. Кај жените постојат повеќе локации, индивидуални паркинг зони, кај што не се наплаќа паркинг, нели 100 денари саат, додуше некој наплаќаат и по 100 евра саат, ама тие се од овие други, сега мал се импровизирам. Вика, постојат индивидуални паркинг зони, гледаш ја надополнив книгата одма. Постојат индивидуални паркинг зони со автоматски систем за кревање рампа. Тања? Па си пипнал кај што не треба. Баш тука отворив. Кај што се крева рампата. Да. Се поднамовнав да ти кажам. Сите тие зони наликуваат на мини игротеки со многу играчки кои те водат кон царството на страстите и неговото височество оргазам. Најважните ерогени зони за обата пола се преодните површини од кожата и слузницата богати со нервни завршетоци. За свекните свршетоци, Тања, ти си гениална. Типични и најраспространети ерогени зони се усните, пупките, глансот, тука се на буквата Г треба да видите што е гланс, клиторисот, влезот на вагината, анусот. Но сексот не би бил автентичен ако е граничен со типичност. И така натаму. Овде станува жешко во студиото на М телевизија во лизгачки старт и влажно, затоа е лизгачки старт. У моментов сега сватив зошто сум ја нарекол емисијава лизгачки старт. Ете ти. Ова е лизгаво и влажно. Тања,
Може да искористиш за нека стендап. Ова беше супер со ерогени баш се отвори на право место. Мислам дека гледачите ќе се најдат нели, дека многу лесно во овој сексуален речник, сексуална азбука. Тања, многу ми е драго што беше мој гостин. Се надевам дека книгава ќе ти се продава топ и сега и по начинов како јас ја интерпретирав со мали импровизации. Да. И за скокотка. Да, баш ептен ме за скокотка на некои ерогени зони. Ти посакувам се најубаво. Многу уште еднаш благодарам што беше гостин вечерва на М телевизија во Визгачки старт. Драги гледачи, ние се гледаме следниот пат, се надевам во оваа емисија посебно ќе уживате, особено во крајот. И слободно пробајте го ова со вашите партнери.